Браво! Разбрав дека си го тепал твоето дете, си го навредувал, си го повредувал. Не си правил ништо посебно, ти си го јакнал. А сега како награда, тоа имаш дете кое што живее со анксиозност, кое што не излегува често, дете кое што живее со неможност да се справи со своите емоции, дете кое што не може да го восприеме својот бес, дете кое што живее со мисла дека не вреди да се живее. Ама затоа молчи кога ќе го погледнеш, се стишува кога ќе викнеш, се плаши. Во адолесценција ќе имаме депресија, со анксиозност, со панични напади, со самоуништувачки помисли. И тогаш ќе му речете дека тоа е само фаза. Ја ќе ти дадам подобро решение. Ајде речи му дека тоа е карактер. Само немој една работа никогаш да му речеш. Немој да му предложиш семеен терапевт. Сакам една работа да запамтите. Траумата не се чувствува веднаш, ама затоа се живее цел живот.